Почитувани граѓани, почитувани новинари. На самитот на Европската народна партија во Загреб се случи целосен меѓународен пораз на лажните и лицемерни политики на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Не само што се покажа дека едно зборува пред граѓаните, а друго надвор од државата, туку и јавно пред камери на клучните стратешки теми Мицкоски доживеа дебакал. Тоа е очекувано, затоа што Мицкоски нема свој став, туку работи под диктат на Никола Груевски. Дури Европската народна партија, каде членка е ВМРО ДПМН и има право на глас, во донесената резолуција од Загребскиот самит констатира дека ЕУ со неносењето одлука за почеток на преговорите направила историска геостратешка грешка. Тоа е потврда дека ние ги направивме реформите што беа потребни, дека се што требаше испорачавме, но дека одлуката на ЕУ е поради внатрешни проблеми во самата Унија, како што и највисоките челници на ЕУ потврдија. Оваа резолуција е врел шамар за Мицкоски и ВМРО ДПМН, кои виновници бараа внатре во земјата. Се покажа уште еднаш дека целиот демократски свет ги препознава реформите и успесите, дека сите важни фактори и представници во ЕУ се за тоа да започнеме преговори. Само Мицковски навива против напредокот на нашата татковина во евроинтеграциите. Радоста на Мицковски дека биле во право оние што ја блокирале нашата земја, очигледно заврши неславно и тоа на негов терен. Додека дома Мицковски вели дека не го признава уставното име на државата, граѓаните видоа дека нема проблем неговата ВМРО ДПМН во Европската народна партија да биде представничка од Република Северна Македонија. Самитот во Загреб го разоткри сиот лажен патриотизам и го разоткри сето лицемерие на Мицкоски и ВМРО ДПМН. На самитот на Европската народна партија, Мицкоски го поддржа договорот со Бугарија, за кој велеше дека е штетен по националните интереси, го призна уставното име и договорот од Преспа. Мицкоски се премисли за се за што зборуваше во изминатите 2 години и го порекна за само 2 минути. Толку од искреноста, честитоста и доследноста во ставовите за кои зборува Мицкоски, и дома и надвор. Затоа, граѓаните на 12 април ќе го казнат неговиот нечесен и лицемерен однос и ќе потврдат дека државата е на прав пат.